Ставен е во функција новиот ехо апарат на очното оделение во клиничката болница во Штип, истакна директорот Ален Георгиев. Станува збор за апарат кој ќе овозможи прецизна диагностика, а чини околу 15.000 евра. Средствата се обезбедени од буџетот на болницата, а досега во нова апаратура се инвестирани над 200.000 евра од буџетот на болницата. Одделот за очни болести во клиничка болница Штип го доби новиот апарат ЕХО, кој што ќе биде многу користен во нивната работа, бидејќи клиничка болница Штип е и ќе остане регионален центар за здравството во цела Источна Македонија. Ова е апарат кој што ние го имаме набајано сопствени средства, чини отприлика околу 15.000 евра или 900.000 денари и ќе биде многу користен. Со ова ја продолжуваме политиката која што ја започнавме од моето назначување за директор, дека сите оддели ќе добијат по најмалку еден нов апарат и сите оние апарати кои што ќе им бидат потребни за се со цел за непречена работа на сите оддели во клиничка болница Штип. Со новиот апарат ќе се овозможи прецизна диагноза, но и рано диагностицирање на болестите, рече началничката на очното оделение во клиничката болница во Штип, Лидија Икономова. Се состои од А и од Б скен и знаете дека во Штип се прават секојдневна операција на катаракта со новата метода на пакоемулсификација и се вградува леќа, интерокуларна леќа и овој апарат со неговата има способност да одредува диоптријата на таа интраокуларна леќа која се вградува во окото и тоа многу прецизно, бидејќи еден од најсовремените апарати. Се користи за диагностицирање на тумори во окото, при повреди исто така дали настанале креварења или не, дали дошло до аблација, одлепување на нервната обвивка на окото, на ретината, дали имаме креварење кај диабетичари, исто така е многу битно. Лекарите на очното оделение во Штипската клиничка болница дневно прават од 9 до 10 операции на катаракта. Секој ден на ова оделение се прават по 10 операции на пациенти, со што бројот на пациенти на листата на чекање се намалува. Директорот на клиничката болница во Штип, Ален Георгиев, информираше дека од денеска повторно работи компјутерскиот томограф по речиси 1 месец нефункционирање поради дефект. Заменета е цевката која што чини околу 140.000 евра, а се во интерес овој апарат да биде во функција на потенцијалните 200.000 пациенти од источниот регион, рече Георгиев, кој меѓу другото издвои дека во тек е оглас за вработување на 10 лица во болницата, од кои 3 лекари, 1 стоматолог, 5 медицински сестри и 1 дипломиран биолог.